Добро вечер, вести на Канал 5. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски преку социјалните мрежи ја поздрави објавата на председателот на САД Доналд Трамп дека венесуелскиот лидер Николас Мадуро е уапсен и ќе се соочи со правдата. Муцунски ја истакна важноста на меѓународната одговорност и го пофали американскиот државен секретар Марко Рубио за неговото лидерство во справувањето со наркокриминалните мрежи поврзани со режимот на Мадуро. Одговорноста е важна, стоиме со Соединетите американски држави и со народот на Венецуела во борбата за слобода и демократија, порача Муцунски. Државата ја интензивира реформската агенда која ја бара Брисел, но очекува Европската Унија да не дозволува билатерализација на процесот на проширување, односно земјава и понатаму да биде блокирана поради проблемите кои со нас ги има Бугарија. Повеќе од 85-90% да биде завршено, минус ова што свесно него завршуваме. Реков јас дека сакам да бидеме најдобри во регионот. Ние домашната задача да ја завршиме. Акцијскиот план за малцинства го завршивме согласно препораките од Европската комисија. Нашиот источен сосед има некакви забелешки. Никој нема, само тие има. Така што ние сето она кое што е наша домашна задача ќе го завршиме. Ако Европската комисија одлучи да биде жртва на билатерализација на овие процеси, тоа е нивна работа, тука ние не може. Таму треба да се применат практично препораките на ОПСЕ и ОДИХР од изборите во 2024. Таа група работи, координаторите на пратеничките групи се сретнаа со министерот за правда, очекувам во јануари да имаме конечна верзија и таа верзија да почне да се усвои. Управата за јавни приходи денеска информира дека во 2025 година во националниот буџет се собрани 4 милиарди и 426 милиони евра од даноци и социјални придонеси, што е 308 милиони и 300 илјади евра повеќе во споредба со 2024 година. Од вкупниот износ, како што посочуваат од УЈП, даночните приходи изнесуваат 2 милиарди и 334 милиони евра, при што е остварен раст од 7,5%, односно 163 милиони и 200 илјади евра повеќе од лани. Нагласуваат дека порастот е континуиран во текот на целата година со поизразено темпо во втората половина од 2025, кога е реализиран околу 4/5 од годишниот раст. Продолжуваме со една навистина убава тема. Ефтин авионски билет ме донесе во Скопје, само што пристигнав тука се почувствував како дома и се преселив. Раскажува 24 годишниот Фин Ватшов, германец кој веќе 3 години живее во Македонија. Со него разговараше Сандра Спасовска. Авионскиот билет од Хамбург до Скопје во топлиот јуни пред 3 години бил најефтиниот, а дотогаш анонимното Скопје, кое му побудило љубопитност, било само уште едно место за неколкудневен одмор. Вака 24 годишниот германец Фин Ватшов ја почнува својата приказна за доаѓањето во Македонија, додека голем број македонци решаваат среќата да ја бараат во спротивен правец. Тој решава од Германија да се пресели во земјава. Само од фудбал, од Горан Пандев знаев Македонија и гледав сликите од Скопје, од Александар Македонски таму и од се и затоа дојдов. И да нема ништо не знаев за Македонија. И лошо е дека не знаев, ама сега знам. И да, затоа дојдов. Како чувство, тука ја чувствувам најдобро. И затоа сакам да останам тука и нема да одам никаде, мислам. И да сакам да живам малку можеби над во Скопје, во некој село, ќе живам таму, селскиот живот, можеби еден ден. Да сакам тука да живам, сакам еден ден да имам деца, германски, македонски деца, ќе збориме македонски, германски, мислам ќе биде смешно. И да, вака, тоа се моите планови. Тука живее веќе 3 години, а речиси 2 години активно го изучува и македонскиот јазик, кој првично му бил потребен за да полага за возачка дозвола. Но денеска, доколку го сретнете на улица, можете слободно да си направите муабет со него. Вели, најголема помош при учењето му биле неговите пријатели со кои секојдневно разговара на македонски. По почетокот учев за возачката дозвола, бидејќи немав возачка. И сакав да полагам тука, бидејќи немав во Германија возачка.
и тука можеш само на македонски да полагиш во теоретскиот дел и затоа треба да учам македонски и првите зборови кои учев беа за сопакајот, знаете, премин, не знам, првенство, такви зборови. И после тоа учев повеќе и уште учам, имам уште многу работи кои треба да учам. Ама мислам ке биде. Ни смеа раскажува за неговото доаѓање во земјава, барањето дом, вадењето документи за престој, но и првичниот шок на неговите родители кога им ја соопштил веста. Раскажува, не биле баш најсрекни што зад себе остава се и решава да дојде тука, место за кое, како што вели на шега, дел од германците можеби не знаат да го најдат на мапа. Не беа многу срекни. Дека бев на факултет во Германија, имав работа, имав стан, имав се и мојот пат во живот беше како чист и имав планови таму и не беа многу срекни во почетокот, дека не знаеше ништо за Македонија и не беа многу срекни. Ама сега доаѓаат многу пати и секогаш на одмор. Има многу прошетано речиси низ цела Македонија, а тоа може да се забележи и по неговата промоција на нашата земја по социјалните мрежи. Најубавото знаеме во светот. Треба да дојдете во зима во Охрид, многу смено, езерото многу смено, нема никој тука, преубаво. Најубавата држава. Сум бил секаде во Македонија, само не сум бил во Печево, Делчево, Македонска каменица, таму сакам да одам. Свети Николе. Тоа се градови каде не сум бил до сега. Првите 2 години јас правив како промоција за Македонија, ама не онлайн, ама кај моите и кажав ајде дојдете, многу добро. И сега имам уште 2 пријатели тука. И општо во Македонија ми се допаѓа дека се е различно. Знаете, например, ти си во Прилеп, многу се да различно и тогаш Битола, многу различно, Пазле Охрид и се е различно. Државата е мала, ама имаш сите места се други, се различни. И тоа многу ми се допаѓа. Единствено нешто што би променил во Скопје, вели е квалитетот на амбиенталниот воздух, а доколку би можел би го подобрил и сообраќајот и јавниот превоз. Она што со сигурност не би сакал да го промени, завршува Фин, е гостопримството и топлината на македонците. Ги завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.